Почитувани слушатели, ви посакувам Божи благослов. За денес ќе размислуваме на тема Божја помош во различни животни ситуации. Нашиот Бог е проверен помошник во неволја и тој знае како да помогне на сите, да ги утеши и да ги охрабри кога неговите деца имаат потреба. Оваа тема е библиски подкрепена со повеќе стихови, кои можат да се најдат во Библијата за секакви животни ситуации. Бог нека ни помогне на сите кога ќе се најдеме во некој од нив. Кога се соочуваш со искушение во животот. Апостол Јаков во 1 глава запишал: Сметајте ја за чиста радост, браќа мои, кога ќе паднете во разни искушенија, знаејќи дека испитувањето на вашата вера создава трпение, а трпението нека има совршено дело, за да бидете совршени и потполни без никаков недостаток. Потоа истиот апостол вели: блажен е човекот кој поднесува искушение, зашто кога ќе биде испитан, ќе прими венец на живот, што Бог им го ветил на оние кои го љубат. Но, ниту еден кој е искушуван да не рече Бог ме искушува, зашто Бог не се искушува од злото и самиот тој никого не искушува. Туку секого го искушува неговата собствена похот или страст, која го влече и го мами. Потоа похота или страста зачнува и раѓа грев, а направениот грев раѓа смрт. Јаков 1 глава 12 стих и понатаму. А апостол Павле за искушенијата ќе рече вака: никакво искушение не ве постигна, освен човечкото, а Бог е верен и не ќе дозволи да бидете искушувани над вашите сили. Туку заедно со искушението ќе ви даде излез, за да можете да го издржите. Ова е запишано во 1 Коринтјаните 10 глава 13 стих. Има ли потреба уште еднаш да го кажам? Никакво искушение не ве постигна, освен човечкото, а Бог е верен и не ќе дозволи да бидете искушувани над вашите сили. Туку заедно со искушението ќе ви даде излез, за да можете да го издржите. Кога ти треба Божјо водство, на сите нас ни треба Божјо водство. Затоа апостол Јаков или мудриот Соломон запишал вака: надевај се на Господ со сето свое срце и не се потпирај врз сопствениот разум. Мисли на Него на сите своји патишта и Тој ќе ги исправи твоите патеки. Поговорки или пословици 3 глава. А Јаков во 1 глава 5 стих вели: ако некому од вас му недостига мудрост, нека ја моли од Бог, кој им дава на сите изобилно и без укор, и ќе му се даде. Тоа е кога ти треба Божјо водство. Кога имаш грижа на совеста и ти треба опростување. Библијата вели во 1 Јованово писмо 1 глава 9 стих вака: ако ги исповедаме своите гревови, тој е верен и праведен. Исус Христос е верен и праведен, да не ги прости гревовите и да не очисти од секоја неправда. Потоа апостол Павле во Евреите 4 глава вели: зашто немаме првосвештеник кој не може да сочувствува со нашите слабости, туку кој бил искушуван во секако нас, освен гревот, и така да пристапуваме смело кон престолот на благодатта, за да примиме милост и за да најдеме благодат за помош во време на потреба. Кога имаш многу проблеми и грижи или кога си загрижен. Библијата вели: довери му ја на Господ сета своја грижа и тој ќе те подкрепи. Не ќе остави никогаш да се сопне праведникот. Псалм 55. И така понизете се под силната Божја рака, пишува апостол Петар, за да ве возвиши во вистинско време. И секоја своја грижа фрлете ја на него, зашто тој се грижи за вас. Прекрасно, зарем не? Кога се соочуваш со секакви опасности во животот. Библијата вели:
Ти, кој живееш под покрив на Севишниот, што се одморуваш во сенката на Седржителот, речи му на Господ: прибежиште мое, тврдино моја, Боже мој, на кого се надевам. Зашто тој ќе те ослободи од примката на ловецот, од дибелниот помор, ќе те заштити со своите крилја и ќе се засолниш под неговите крилја. Неговата вистина е штит и закрила. Не ќе се боиш од ноќен страв, ниту од стрелата што лета дење, ни од поморот што се подкрадува во темнина, ни од дибелта што опустува напладне. И нека паѓаат 1000 покрај тебе, 10.000 до твојата десница, но до тебе нема да се приближи. Штом погледнеш со окото, веќе ќе ја видиш платата на грешниците. Зашто Господ е твое засолниште, го избра Севишниот за своја закрила. Нема да те најде несреќата, неволјата нема да се приближи до твојот шатор, зашто им заповеда на своите ангели да те чуваат на сите твои патишта, ќе те носат на раце за да не се сопнеш на камен, со ногата ќе газиш лав и лутица, ќе ги згазиш лавчето и змијата. Ќе го избавам зашто ме љуби, ќе го закрилам зашто го познава моето име. Ќе ме повика, а јас ќе го услишам. Со него ќе бидам во неволјата, ќе го спасам и ќе го прославам. Ќе го наситам со многу денови, ќе му го покажам моето спасение. Овој псалм се смета месијански псалм за Исус Христос. Потоа во псалм 121 е запишано: ги подигам моите очи кон горите, од каде ќе ми дојде помош. Мојата помош е од Господ, кој ги создаде небото и земјата. Тој нема да остави да се сопне твојата нога и тој нема да задреме, твојот чувар. Не, не дреме и не спие тој, Израелевиот чувар. Господ е твој чувар, Господ е твоја сенка на твојата десна рака. Сонцето нема да ти наштити дење, ни месечината ноќе. Господ да те чува од секое зло, да ја чува твојата душа, Господ да го чува твоето излегување и враќање од сега и довека. Кога си во финансиска криза? Во финансиска криза луѓето најмногу се збунуваат и ги опфаќа страв. Меѓутоа Бог ветува дека неговите деца нема да трпат оскудица која ќе им биде на штета. Можно е заради испит на верата, но Бог ветува негова грижа. Еве што учи Библијата. Младите лавови трпат беда и гладуваат, а кој го бараат Господ не трпат оскудица. Псалм 34, 10 стих. Потоа вели: млад бев и остарев, но не видов напуштен праведник или неговите деца да просат за леп. Псалм 37, 25 стих. А апостол Павле во Филипјаните 4 глава 19 стих запишал: а мојот Бог ќе ја исполни славно секоја ваша потреба, според своето богатство во Исус Христос нашиот Господ. И како последно, кога се сомневаш во твоето спасение, кога не знаеш дали си спасен, кога си збунет, Библијата вели: и ова е сведоштвото. Бог ни даде вечен живот и тој живот е во неговиот син. Кој го има синот има живот, кој го нема Божиот син нема живот. Ова ви го напиша вам, кои верувате во името на Божиот син, за да знаете дека имате вечен живот и да верувате во името на Божиот син. Прво Јованово писмо, 5 глава, 11 стих и понатаму. А Исус Христос директно им рече на своите ученици вака: моите овци го слушаат мојот глас, и јас ги познавам, и тие идат по мене. Јас им давам вечен живот и никако нема да загинат и никој нема да ги грабне од мојата рака. Мојот татко кој ми ги даде е поголем од сите и никој не може да ги грабне од раката на мојот татко. Евангелие според Јован, 10 глава, 27, 28 и 29 стих. И апостол Павле вели: кој ќе ги обвини Божите избраници? Бог ли кој ги оправдува? Кој е оној кој ќе ги осуди? Исус Христос ли кој умре за нив, но уште и воскресна?
кој е од десната страна на Бог и кој се застапува или моли за нас? Кој ќе не одвои од Христовата љубов? Неволјата ли? Притеснувањето? Или гонењето? Или гладот? Или голотата? Гибелта или мечот? Како што е напишано: заради тебе не убиваат постојано, не сметаат како овци за клање. Но во се ова победуваме надмокно преку оној кој не возлюби, зашто сум уверен дека ни смртта, ни животот, ни ангелите, ни властите, ни сегашноста, ни иднината, ни силите, ни височината, ни длабочината, ниту некое друго создание ќе може да не одвои од Божјата љубов која е во Исус Христос нашиот Господ. Ова е запишано во Римјаните 8 глава 33 до 39 стих. Има и многу други ситуации, животни ситуации, но овие се поважни за човечкиот живот. И сметам дека се од голема полза ако ги знаеме овие стихови. Бог нека е напомош на сите. Амин.